Благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитуван колега Велковски. Јас ќе одам етапно по вашиот говор, односно по вашата реплика, со цел да работите пред граѓаните и пред колегите излезат онака како што треба да бидат, чисти и јасни, бидејќи ништо од ова што го правиме не е сложено, многу е просто, само секој го гледа од различен политички дурбин. Прво зборувавте дека вие сте сакале да зборувате, ама дека прво се јавила опозицијата, па министерот, па опозицијата, па министерот, па опозицијата, па министерот, па после тоа вие. Господин Велковски, опозицијата излезе со прв говорник Бојан Стојановски, кој што изнесе определени носечки тези во врска со буџетот. Никој од СДСМ не му забрави да земе реплики, 10 на него и да му каже ова не е така. Никој од СДСМ не забрани да се вклучи во дебатата. Напротив, вие одмолчавте, чекавте поминат 4 часа и да излезете на говорница. Јас тоа не го кажав злонамерно или сакајќи нешто да ве навредам. Тоа е вистината. Вистината е дека СДСМ можеше да се вклучи во одбрана на овој буџет уште во првите половина час, кога имаше збор Бојан Стојановски од ВМРО ДПМН. Кој ве спречи тоа да го правите? Никој. Значи, тоа не е така. Понатаму велите вака, што да правиме, јас го читам буџетот, бројките се тие и тие. Се тие и тие бојките, и потоа викате да не мешаме политика. Како тоа било политичка одлука. Сега ќе ви објаснам што значи политичка одлука. Политичка одлука значи следново. Вода на Република Македонија, ставка 427, привремени вработувања, зголемување 20%. Политичка одлука значи Министерство за политички систем на Артан Груби, ставка 483, купување на нов мебел, зголемување 200%. Политичка одлука значи Министерство за надворешни работи ја зголемува ставката 427, привремени вработувања за 211%. Тоа се политички одлуки. Зошто? Затоа што владата може ова да предложи, што е релевантно, ама ние овдека одлучуваме дали овие пари ќе ги даеме на привремени вработувања и на мебел и на возила, или ќе ги употребиме на пример за купување на лаптопи за учениците. Тоа е политичка одлука. И вие велите вака, добро е да има привремени вработувања, јас ова ќе го поддржам, децата не треба да имаат лаптопи, 40.000 ученици ќе бидат исклучени од образовниот процес, ама тоа се бројките. Не, тоа не се бројките. Тоа е политичка одлука за што ќе се трошат народните пари. А чувар на кесето на народните пари не е владата, туку е собранието. Сме јас и вие овдека. И ние можеме да се договориме тоа да го измениме, господине Велковски, и јас ви подавам рака. Заедно да ги измениме овие небулозни трошења, непродуктивни на водата. И јас само ви велам, господин Велковски, немојте, не е ова продуктивно трошење, непродуктивно трошење. Сите ние знаеме дека привремени вработувања во рамки на администрацијата се земаат тогаш кога има зголемен обем на работа во администрацијата. Во ковид кризава не само што нема зголемен обем на работа, не само што нема ист обем на работа, има намален, нема работа. Ама партискиве војници си ги држиме и уште згора на тоа за некои милиони и милиони, ќе ви кажам потоа во мојот говор, ги зголемуваме. И тоа е класичен пример за непродуктивни трошења, господине Велковски. Понатаму зборувавте за капиталните инвестиции. Јас не сакав воопшто да ве навредам. Зборувате за 50.000 денари на занетчи, 60.000 денари не знам зашто. Зборувате за 4 милиони евра поделени во 6 плански региони за равномерен регионален развој на буџет од 4 милиарди. На повеќе од 4 милиарди. Вие се сведувате на 50.000 денари како давате помош. Господин Велковски, срамота е. И тоа само го апострофирав. И повторно ќе ви кажам, хајде да си подадеме рака и ова да го измениме, бидејќи и вие, и јас, и вашите, и моите гласачи знаат дека ова не е во ред. Ова не е во ред. И мораме да престанеме да молчиме
Пред оние кои што ние ги бираме и нас не одговараат. Владата одговара во ова собрание, не одговараме ние пред владата. Тие само предлагаат. А што ќе избереме? Ние одлучуваме пратениците. И пак ќе ве прашам, на 4 милиарди граѓаните прашуваат каде е автопатот Велес Градско Прилеп Битола Меджитлија. Прашуваат за железница до Бугарија. Прашуваат за такви крупни проекти. Тоа го очекуваат од нас. Тоа ја движи економијата. Градежништвото позади себе влече 40 други граѓани кои што живеат од него. А 4 милиарди буџет да зборуваме за 1000 евра, мислам дека стварно е непримерно. Понатаму зборувавте за 2013 година, кај сум бил јас 2013 година, аз ќе ве потсетам кај бевте вие во 2013 година, бевте на протести и извикувавте бугари, бугари, бугари. Јас не бев на тие протести, ги знаете тие протести, навредувавте или обвинувавте за бугари. Ке ви ги пуштам снимки, не е проблем, попосле. Така да, во 2013 година ставот на Социјалдемократскиот сојуз беше дека треба да имаме двојна формула и на крај памет не му паѓаше на СДСМ само да го промени името. Сега имаме нова реалност во државата, јас си останав на моите ставови, а вие за жал или за среќа не. Така да 2013 година никого не му носи подобар живот, сега зборуваме за буџет за 2021 година. Ние треба да живееме сегашноста и преку потезите кои што ги правиме во сегашноста да модифицираме подобра иднина за идните генерации. Со овој буџет не само што немаме иднина, туку ги си тапкаме во место уште многу години, господине Велковски. За град Скопје. Дај Боже да имаме ние во град Скопје инвестиции од 80 милиони евра. Дај Боже, јас тоа го сакам. Кој не сака да има трамвај во Скопје? Кој не сака да има еден нормален превоз во Скопје? Ама дозволете ми да бидам сомничав, господине Велковски. Јас ќе ви кажам една работа. Од оваа говорница, премиерот на Република Македонија, господин Зоран Заев, за среќна нова 2019 година, велеше вака: завршивме со политика, завршивме со меѓународни односи, променивме име, чекаат фабрики. Оваа година, за 2019, оваа година ќе биде година на економијата, оваа година почнуваме со Бошков мост, оваа година почнуваме со другите брани. И сега што имаме од тоа? Ништо. Тогаш велеше оваа година веќе ќе стартува и ќе биде во напредна фаза клиничкиот центар, сега го нема ни у буџет. Сакам да ви кажам, дозволете да бидам сомничав, бидејќи не сум јас сомничав по природа, оптимист сум. Ама вашите ставови искажани од оваа говорница, гледани преку малите екрани, не ме прават да бидам сомничав. И за ово има стенографски белешки од премиерот. Среќна нова 2019, пратенички прашања, последен 4 декември. Година на економијата требаше биде 2019. Најави 5 клучни проекти. Ништо од тоа не се реализираше. Па Шилегов најавуваше и, како се вика она, влегуваш под кале со тунел, излегуваш не знам каде, нема ништо и од тоа. 3 години му помина мандат, за 3 месеци влегува во кампања, за 6 месеци од сега. Ништо не направено, безкапитален објект. И потоа викате, зашто сум бил јас сомничав? Затоа што вашите ќе планираме ќе. А сум ми кажал и порано, според мене, ќе е идно време од глаголот лаже. И тоа е моето искуство со СДСМ, нема потреба воопшто да се лутите околу тоа. Зборував и за образование, навистина не можам сега денеска да го одземам времето, можеби ќе се навратам во мојот говор, но уште еднаш ќе ви направам едно резиме, што ми е суштината на оваа контрареплика. Прво, ако сакавте дебата, можевте уште во 11:30 да влезете во дебата. Не влеговте. Второ, зборувате за проекти од 500, 1000, 2000 евра на буџет од 4 милиарди. Трето, не ми е намерата да ве подсетувам на неостварените ветувања на СДСМ. Јас тоа го должам на моите гласачи. И пето и клучно, ајде заедно, сите пратеници, да покажеме една нова вредност во рамки на ова собрание, да кажеме не на непродуктивни трошоци, да кажеме не на набавка на нови мебели, да кажеме не на набавка на нови автомобили, да видиме што правиме со ковид кризата, да видиме што правиме со компаниите, бидејќи дутре се вале може да зборувате и да ветувате дека 1.150 милиони евра сте помогнале на компаниите, а реалноста е 470 милиони евра и ве прашав каде се парите. Никој не одговарате каде се тие пари. На хартија се толку, во реалност се волку. Кај отидоа парите?
Затоа да бидеме принципиелни и никогаш да не заборавиме дека тука доаѓаме, работиме, даваме предлози, даваме идеи со цел подобар живот на населението во Република Македонија. Благодарам.